Во најновата епизода на Шорткат ќе гледате: хакирана веб страницата на Министерството за образование и наука, редици за вселување пред студентските домови, најавената дигитализација не функционира, како функционира банката за храна во Северна Македонија. Здраво, ја гледате најновата епизода од Шорткат. Јас сум Нина, а ова се новите настани што одбележа минатата недела. Клучниот збор за оваа емисија ќе биде образование. Почнуваме веднаш. Емисијата ја започнуваме со веста за смртта на долговечната британска кралица Елизабета II. Таа почина минатиот четврток на 96 годишна возраст, откако владееше 70 години, а титулата ја доби во 1952. Церемонијата за погребот на кралицата ќе трае неколку дена. Државниот погреб ќе се одржи на 19 септември во Вестминистерската апатија во Лондон. По ова, таа ќе биде однесена во капелата Сент Џорџ во замокот Виндзор, за да биде погребана до нејзиниот сопруг принцот Филип. На погребот на кралицата ќе присуствува и председателот Стево Пендаровски со сопругата. Инаку тронот како крал сега ќе го преземе најстариот син на Елизабета II, Чарлс, поранешниот принц од Велс. Минатиот петок веб страницата на Министерството за образование и наука беше мета на сајбер напади, поради што не функционираше неколку денови. Неколку часа пред да падне, на сајтот на ова министерство стоеше пораката хакирано од грчкиот хакерски тим NetWatchers. Поради нападот, ниту една категорија на страницата не се отвореше, додека сите објавени линкови водеа до видео на YouTube со наслов "Славна Македонија". Од Министерството најавија дека граѓаните не треба да се грижат за злоупотреба на податоците. МТМК изминатиот период во неколку наврати пишуваше за паѓањето на веб страницата на МОН, зашто испративме и прашања до оваа институција, но оттаму не добивме објаснување за причините поради кои веб страницата не функционираше. Изминатово лето Шорткат беше во посета на најстарата банка за храна во Португалија, пошто одлучивме да видиме како функционира и македонската. Овдешната банка за храна постои 12 години и дава свој придонес во борбата за искоренување на гладта меѓу луѓето и против фрлањето храна како отпад. Во следниот прилог може да се запознаете со нејзиното работење. Во своето 12 годишно работење, Банката за храна во Македонија успеала да собере и сподели над 2000 тони храна на социјално загрозените граѓани. Секој месец со нивните 47 волонтери, Банката за храна успева да распредели помеѓу 10 и 12 тони храна на граѓаните на кои им е најпотребна помош. Душко Христов, основач и раководител на Банката за храна Македонија, вели дека нивната главна задача е собирањето на вишоците на храна од операторите, производители, маркети, дистрибутери и ресторани, пошто се врши евиденција, сортирање и дистрибуција во форма на прехранбени пакети до лицата кои се соочуваат со глад. Христов додава дека досега имало 22 различни компании кои се поддржувачи на нивната дејност, а имаат и континуирано добра соработка со Скопската општина Центар и со Кавадарци. Списоците за дистрибуција на храната не ги подготвуваат тие, туку одделението за социјални работи во општина Центар и Центарот за социјална работа на Кавадарци. И според таков список се доставува храната до социјално загрозените лица. Душко Христов од Банката за храна во земјава вели дека во наредните 5 години планираат да формираат дополнителни банки за храна и во други македонски градови, со што би се овозможило формирање и на национална федерација. Нивната банка за храна е дел од 420 вакви субјекти кои се членки на Европската федерација на банки за храна. Посебна порака од Банката за храна им упатуваат на младите лица од земјава. Студентите по земјоделство, право, економија, социјална работа и други струки можат да се вклучат со волонтерска активност во работењето на Банката за храна, не само во делот на сортирањето и дистрибуцијата на храна до социјално загрозените лица. Банката за храна иницира и законски измени и донесување на нови закони. Тие се членови на работни групи и на социјални совети на општинско ниво, така што млади волонтери им се неопходни во различни активности. Како членка на Европската федерација на банки за храна, младите преку Банката за храна во Македонија имаат можност да одат во Германија,
преку нивна сестринска организација што има посебна академија која е единствена во светот каде можат наши млади студенти да се пробаат во практикантска програма и да се стекнат сознања за банкарството со храна, како и да присуствуваат на тренинг модули низ цела Европа. Сите оние кои што мислат имаат потреба и може да се докажат во полето во кој што работат, значи ние сме секогаш отворени. Од Банката за храна Македонија велат дека на младите волонтери им даваат можност да се пронајдат себе си, како би можеле тие да осмислат добар проект и да го реализираат. Неодговорноста на властите ја подкопува инклузијата на децата со попреченост. Вака одговараат од Хелсиншкиот комитет за човекови права во врска со проблемот со необезбедување образовни асистенти за средношколците, представувајќи ги проблемите на еден средношколец преку сведочењето на неговата мајка, за што пишуваше Мета Мк. Покрај другите проблеми, овој комитет го потенцира и немањето политичка волја за справување со ова важно прашање. Мета деновиве ја представи голготата на мајка на средношколец од 3-та година во Средното училиште за физичко образование во Скопје, која поради системски проблеми не може да најде образовен асистент. Освен до МОН, мајката испратила дописи и до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, владата и Хелсиншкиот комитет. Одговорот што го добила од МОН бил дека законот за средно образование се уште не е искласан. Хелсиншкиот комитет апелираше до извршната и законодавната власт да ги усвојат законските измени со кои ќе се регулира воведувањето на ваква помош во средните училишта. Остануваме уште малку на тема образование. Кога станува збор за дигитализацијата во образованието, земјава се уште неколку чекори назад. Пред студентските домови и годинава се чекаше во долги редици, а најавената дигитализација при сместувањето очигледно не функционира. Студентите минатата недела почнаа да се вселуваат во студентските домови во Скопје, а имаат уште неколку дена да го сторат истото, при што потпишуваат договори со домовите каде што се примени. Оваа година новина е тоа што студентите кои престојуваат во домовите што се под раководство на Државниот студентски дом Скопје ќе добијат и унифицирана студентска картичка преку која ќе можат електронски да ја плаќаат киријата. Со воведувањето на студентската картичка беше најавено дека ќе исчезнат гужвите при вселување во студентските домови, што не се случи. Мета Мк неколку пати се обиде да стапи во контакт со Државниот студентски дом Скопје за да праша за најавената, а не воведена дигитализација на процесот на вселување и за поскапувањето на трошоците во домовите, но досега не добивме одговор. За крај, ви информираме дека минатата недела во Струмица во организација на Exit се одржа еднодневна забава Get Excited, на која настапија големи имиња на електронската музика, како и од регионот, така и од светот. Меѓу уметниците кои излегува на сцената беа Дебора Де Лука, Махмуд Орхан, Сенида и Кристијан Молнар. Get Excited е дел од регионалниот фестивал на храна и вино кој се одржа во Струмица како дел од иницијативата Отворен Балкан. Овој фестивал следи по сајмот кој во рамките на оваа иницијатива се одржа во Белград од 1 до 4 септември. Толку за денес. Посетете ја нашата веб страница Мета Мк и рубриката ЦТРЛЗ и следете на нашите социјални мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Се гледаме до следна емисија. Чао!